Нов финансиски скандал го тресе Социјалдемократскиот сојуз. Порталот Нетпрес објави документи во кои се обелоденува дека опозицијската партија не пријавила трошоци за транспорт за последната изборна кампања. Во финансискиот извештај убаво се гледа дека опозиционерите ставката транспортни услуги ја оставиле празна. Од интернет порталот јавно прашуваат зошто не се пријавени потрошените пари за превоз на нивните членови и симпатизери, кога можевме да ги видиме нивните автобуси и комбиња паркирани по главните улици пред и за време на митинзите. Од Нетпрес се сомневаа дека станува збор за црни пари со кои се финансирала кампањата на СДСМ. Обелоденуваме уште еден скандалозен сегмент, а тоа е дека СДСМ за превоз и транспорт во двата извештаи кои се однесуваат за кампањата имаат пријавено нула трошоци, иако е евидентно дека за време на кампањата има ангажирано и автобуси и комбиња за превоз на членови кои беа присутни на митинзите. Дополнително, во финансискиот извештај, социјалдемократите не ги пријавиле ниту парите потрошени за печатење на програмата, летоци, флаери и слично. Во овој случај, ставката печатење и принтање останала празна и покажува трошоци нула. СДСМ, иако за време на кампањата имаше испечатано програма и флаери, за ставката печатење и принтање во финансискиот извештај прикажуваат нула трошоци. Згора на тоа, од СДСМ нема никаков демант за податоците кои се уште не се ни потврдени дека програмата била печатена од една соседна земја, а парите за тоа биле обезбедени од една организација која е во тесна соработка со одредени надворешни структури кои се мета на општа критика во моментот. Иако е очигледно дека СДСМ ги користела овие услуги, а не навела колку платила за нив, побаравме објаснување од партискиот портпарол Петре Шилегов, но повратен одговор не добивме. Ова не е прв случај за прикривање на потрошени пари од страна на СДСМ од последната кампања. Нетпрес објави и огромна разлика во суми кои ги пријавиле опозиционерите по основ на реклами и пропаганда. СДСМ во извештајот објавила дека за нивните спотови во телевизиите платила околу 500.000 евра, а според ценовниците за изборите на медиумите и пресметките на Нетпрес, СДСМ потрошила над 800.000 евра.